Дали знаете дека во првите години од независноста Република Грција и воведе ембарго на Македонија кое траеше повеќе од 1,5 година? На 16. февруари 1994 година Грција ја затвори границата кон Република Македонија и воведе трговско ембарго. Ги затвори грчкиот конзулат во Скопје и Солунското пристаниште за пратки од и кон Република Македонија. Ембаргото беше укинато на 15. октомври 1995 година. Дали сте слушнале за големата снежна несреќа во Мавровско во 1956 година? Ноќта меѓу 10 и 11 февруари снежни лавини се урнаа врз бараки и куќи по долината на реката Радика, во селата Стрезимир, Штировица и во местноста Торбешки мост, при што во бараките и куќите беа затрупани над 100 работници кои го градеа Мавровскиот хидроенергетски систем. Меѓу нив имало и граничари и локални жители. Во трагедијата животот го загубија 52 лица. Во спомен на овој настан подигнат е споменикот на градителите пред браната на Мавровското езеро, а во Маврово традиционално се одржува меѓународниот надпревар во нордиско скијање, Мавровски меморијал. Споменикот, посветен на загинатите градители на хидроенергетската централа Маврово, е дело на вајарот Боро Крстевски и архитектот Милорад Станковиќ. Споменикот е изграден во 1967 година. Дали знаете дека во манастирот Свети Пантелеймон во Горно Нерези е насликана и ретка представа на светителот Свети Трифун? Свети Трифун е насликан на медаљон во просторот на северозападната купола. Облечен е во бел хитон и црвен химатион. Светлозелениот ореол го нагласува неговото благородено младо лице. Некои на фреската забележуваат и блага, пријатна насмевка, а косата му е густа и разбушавена. Приказот на Свети Трифун е толку непосреден и реалистичен, што на оној што го гледа му се чини дека се работи за секојдневно момче од нашата улица. Ваквото изобразување го сместува овој приказ на Свети Трифун меѓу ретките и најуспешни насликани ликави не само во оваа црква, туку и во византиското сликарство воопшто.